Ке бараме, до ден денеска не се побарани тие измени во законот за укинување на техничка влада, ниту е отворена некаква дебата за тоа прашање, и денес видовме дека они не смеат да писнат против Талат Џафери, се изгласа и влегува во владата на Талат Џафери. Малце е непријатно. Непријатно малце. Мислам непријатно за оние кои што нели го советуваа да носи некакви политички одлуки мицкоски, очигледно не му се добри одлуките кои што ги носи. И тоа го тврдиме подолго време и кулминираше неговото непознавање у политика со ова, да денес да му даде најголем легитимитет на лидер, на еден од командантите на УЧК, значи за прв пат на Иво Велички стезата е точно. Јас морам да признам дека точно е тоа дека Талат Џафери е премиер избран со најголем легитимитет, бидејќи имаше само тројца против. Двајца беа пратеници на левица, третиот не знам кој. Чекај, стој да прашам. Пардонемуа. Oui. Талат Џафери, овие комитите од Алиекспрес, шо, како? Комитите од Алиекспрес. Апропо комитите од Алиекспрес. Нели наративот дека они, нели комитите рекоа нема да бидат у владата, па нема ова, па нема она, и како? Па види, не гласаа против, Јас премив еден цел таймлайн на тоа како се движеше. Чекај, само кажи ми, не гласаа против? Не гласа. Ниеден не гласаше против, напротив сите влегува во салата кога требаше да се избира техничката влада. Имаше многу интересен момент. Ко попчиња, вака? Знаеш како ученичиња, кој ќе ги викне класната, ајде почињаме сега со класен час. Ајде дечиња сега ти седни тука, ти тука. И буквално така изгледаше. Мрмр многу не така. Така изгледаше буквално. Како викаше Заев? Мрмр барбар. Он го преправил тоа мрмр многу. Без мрмр парпар нешто многу. Така. Да. И така би стварно не сум гледал. Третиот кој што гласал против е Павле Трајанов. Гледачите ми пишуваат, да, Павле Трајанов. Не е Павле. Србин од коалицијата на СДС. Па Српската партија. Може добил инструкции од Вучич вчера да не добил гласа. инструкции, зашто да значи дека добил инструкции, може да човекот едноставно пошто е србин не ќе да гласа може за кичма има на пример. Може има кичма на пример, да. Кичма, да. Да. Али Талат Џафери дека денеска доби најголем легитимитет од сите премиери претходно доби. Значи претходно имаше Тачет 36 против. И Заев имаше. Заев имаше 40 напротив. Да. Талат има тројца против, 65 за. Да. 66. И најмногу има гласови у прошливе 4-5 изборни циклуси за владата. Значи се вкупно гласови 65 за, немаше ни Заев, немаше ни Ковачевски, не можам да се сетам претходно владата на Груевски колку имало. Колку што пратеници имала владата на Груевски, имала пратеници. Да, ама значи 180, толку имал. Да. Ама 62 имаше и Тачет, 62 имаше и Заев. Против владата на Груевски биле повеќе од колку што се против владата на Талат Џафери. Точно. Да. Ама они се против, например, на пресконференција или у Фейсбук, например. Кога пишуваат статуси, тен се против. Види, Филип, не можат они да се договорат дали се за или против. Тоа е најголемиот проблем. Не, они се договорени, они се за. Они се дел од таа влада. Приказките може ги кажуваат на ограничени луѓе кои што не разбираат ништо. Они се дел од оваа игранка и тоа договорено, изрежирано, испеглано, све. Нели виде како викаш, ко попчиња си седнале. Да. Па шо повеќе од тоа? Значи, можеле, пошто биле присутни тука, да гласаат против. Исто така можеа да не бидат присутни да кажат не влегуваме во владата. Или приказките се тие, овие криминалци, овие бандити, ки ги апсиме. Чи се они у истата влада? Со тие што ки ги апсат. Што е најинтересно, 2022 Мицкоски дури најави дека ќе поднесат до собранието барање за измени на закон за укинување на техничката влада. Можеме и тоа видео да го погледнеме, ја мислам тоа ќе ни даде добро увертирува се што ќе го говориме вечерва. Еден таймлайн да направиме на тоа како се кршеше мразот, дали ВМРО ДПМН сака, не сака техничка влада, дали ќе учествува или нема да учествува. Предлагам да ги потсетам гледачите дека може да се јавуваат во емисија во живо, да дискутираме, да си го кажат своето мислење. Бројот го имате на екран 070 373 504.
Јавете се, ве очекуваме во емисија уживо. И ја мислам прво да пуштиме едно друго видео. Кое видео? Прво мислам да го пуштиме за лавот и за оредот. Да, најбоље. Како? Имаме гледач, ајде, да го слушнеме гледачот прво. Имаме гледач. Ало, добро вечер, Ајде. дали се слушаме? Да, добро вечер. Повелете. За во емисијата за јавување. Да, повелете што сакате да искоментирате. Можам веќе да искоментирам? Можете слободно. Па за актуелната политичка тема, за она што се случи денес и гледам и дека најавата на подкастот е дека ќе биде тоа темата. Да, уште еден според потек со кој Христијан Мицковски покажува дека е антимакедонец, дека е срам за партијата и за секој патриот и за секој македонец. Влегува во влада која ја предводи командант на УЧК, оној истиот кој се бореше против македонците во 2001. Со тоа Мицковски покажува дека ичне му е кајле за македонците и за бранителите од 2001. Исто како што покажа дека не му е кајле за уставобранителите од 27 април. Со лош и со ефтин популизам што им наредил на анонимусите од неговата партија да не се стикаат, па сака така да добие некој ситен политички поен, ама мислам дека народот веќе го свати, да беше некој вистински лидер ќе речеше ајде ќе ве победам во април и без во мај, односно и без учество во техничката влада, ама знае дека не му се пишува добро на тие избори, коленичи по амбасади по странски и ги продава државните интереси за кои зборува цело време. Странци меѓународна заедница му ги бираат министрите за во бржинска влада и еве последно поред влегува во таа влада со лидер на УЧК. И јас и секој некогашен член и симпатизер на оваа партија е разочаран од тој човек, од тој антимакедонец, од тој квази лидер, ама не е прв пат разочарување во тој човек, туку секој негов став варира. Од еднаш пресвански договор за него станува реалност, па ќе преговараше едно време нов француски предлог, а во амбасади збори дека ќе гласа уставни измени и сега последно ова што влегува во влада со лидерот на УЧК да не очекува поддршка ниту од мене, ниту од искрените членови, ниту од семејствата на бранителите од Карпалак, како ќе ги погледне нив во очи и како ќе бара од нив гласови. Сите тие сагаат само и јас сакам само да го видам што подалеку од партијата тој човек. Тоа е тоа, имате пријатна вечер. Мислите дека има некаква шанса да добие, можеби да биде во можност да ја состави следната влада? Како за идната влада, Дали мислите дека може има шанса да состави влада? Па мислам дека има слаб потенцијал коалиционен и од една страна да, вели дека анкети се на негова страна, ама мислам дека тоа и не е некоја реалност, тоа се само фингирани податоци во негова корист, правени од истражувачки куќи блиски до него, така што мислам дека ќе си остане и понатаму министер за опозиција, како што е веќе долго време. Благодарим се. Така, ви благодарам многу, имајте пријатна вечер. Пријатна вечер. Му благодарам на првиот гледач за вечерва во емисијата, малце непријатно. Непријатно. Непријатно малце. Малце Мислам незгодно. непријатно за оние кои што нели го советуваа да носи некакви политички одлуки Мицковски, очигледно не му се добри одлуките кои што ги носи. И тоа го тврдиме подолго време и еве кулминираше неговото непознавање у политика со ова да денес да му даде најголем легитимитет на лидер, на еден од командантите на УЧК, Талат Џафери, за премиер. Нели само тројца беа против. Како се викаше командант Флорина. Форина. Командант Форина денеска стана премиер на УЧК. Командант- Сега во контекст на ова што го кажа и гледачот, а во контекст и на она што го зборевме пред да почнеме, малку можеби ќе биде ајде да слушнеме повторно да слушаме другиот гледач. Ало, добро вечер, дали се слушаме? Тешки муабети, повелете, слободно коментирајте. Ајде, Мечка нека докаже што има таму да каже. Добро вечер. Не, коментирајте си, ќе докаже Мечка, коментирајте си слободно.
Добро, сега се слушам, да. Да, повели. Значи, вака се. На телефон, Зоран Митевски, оне што пишувам дека често, нели, ваш чест гледам. Да, само да ве замолам да го намалите тонот од телевизорот, да можеме убаво да ве слушаме, затоа што вака имаме. Ајде. Поздрав имате од редакцијата, еве. Значи, на телефон Зоран Митевски. Значи, ја вечерва, добро вечер на сите гледачи, добро вечер во студио. Веќе напишав нешто таму на чат, значи го замолам Мечка, Мишо, друг пат Филип, кој ќе да говорите со Љупчо емисија, гледа да биде петок према сабота, да можеме од сега да седнеме, дека да седнеме негна 3,5 сати, скоро траеше емисијата, беше стварно добро, Љупчо каже многу работи, без оглед на коментарите, вамо лево имаше многу пукање, вредење едно друго. Љупчо, однос на тие од левица, пасијев тамо шо нешто, значи Љупчо, кој формирал партија, кој се двојала Македонија од СФРЈ, има многу што да каже во однос на Пасијев кој требаше имал 7-8 години, сега не го е поддржуваче нешто, а Пасијев лево-десно. Озете, Љупчо се Љупчо, една тежина во политичкиот живот во Македонија. И не сегам повеќе за Љупчо, пошто емисија е моце околу нова влада. Абе не знам што се лутат толку рипања талаџа фери. Па човекот беше министар за одбрана нивно време. И тоа она најако време, нели, Никола Кулевски кој беше на власт, нели, најголемиот патриот, најголемиот патриотизам, најголемите патриотски достигнувања во Македонија, мислам. И што сега смета човекот? Може министар за одбрана, ама не може во премиер. Што викаат народски на кажеме, шие ми га ѓуре се работа. Во ред ви благодариме многу. Имате уште нешто да кажете? Не, па, сакам да кажам дека тешко дека во мора да помните состои влада, без оглед на резултатите што ги постигнат и сите тие работи, тоа ќе се движи некако околу 50 на пратеника по мене. Ќе биде многу интересно, коалицијскиот капацитет е многу мал на нив. Така да ќе видиме, ќе има многу интересна пролет политичка, после тоа ќе има турбуленција околу стигување на влада и така. А еве, као еден мал вовет, еве, као еден јаден, речи, вторцу, малко да повлечам много на телефонски јавувања, ете, од мене доволно овој пат, иначе би кажал уште многу нешто, кога наше членување во ЕУ, дека тоа сепак добра придодка за нас, али, ајде да не влечеме сега темата на тому, друг пат може ќе ви се јавам. Така, имајте пријатна вечер, поздрав од цела редакција. Пријатна вечер, поздрав до Мечка, Филип и Мичвида, сите таму, поздрав. Фала ви, многу пријатно. Голем поздрав само до Зоран Митевски. Голем поздрав до сите редовен- гледачи. Сега ќе ве замолам да направиме кратка пауза со јавувањата, бидејќи малце да внесеме контекста, сав да кажам пред да почнат се јавуваат гледачите. Ќе пуштиме едно видео од К15 кое што е можеби хумористично или трагикомично, ама ја предвидува еднината. Ова видео е направено, овој скеч е направен пред 2013. 2013, значи пред Значи 10 пред 10 години, пред 11 години е 11 направено години, видеото и е направено тогаш за кога беше стаен командант Форина за министер за одбрана. Денеска командант Форина е Шефкија. шефкија, премиер, на цела председател на владата. и на сите. Ајде да го изгледаме на кратко видеото да ја комети. видиме трагедијата која што ни се случи денес. Фала и на твоја глава, ајде. Па знаеш како ти е, чутење е злато, викаат некој. Министер, мислиш сакам ја за партијата, бе, ајде, за треба државата да се носи, ајде. Слушај, а тој новата басна, го чу, новата басна шта е? А, не? Види сега. Си бил еден орел и еден лав. И орелот лете и лавот го гледа и му иде на орелот и само му вика мијау. Добро, а? Добро. Ајде да ми дојдеш на кабинет тука на баклава да те частим. Ајде да ми дојдеш на кабинет. А да те чекам, ајде. Ајде бе, тука имам некои генерали да му кажувам за реформа. Ајде. Ајде да ми дојдеш. Чао. Многу честитки. Ајде, генерал, ентер. Фала. К15 македонските Симпсонови. Малце незгодно. Мијау. Незгодно И малце. направено се мијау.
баш денес им се случи мијау, збор не кажа за талат. А има нешто неточно во ова видео? Не, нема. Еве, ајде да кажеме, нели, комедија, пародија и така натаму. Што има у ова видео, иако е на таков начин снимено, а да не е точно за денешнава ситуација со комитите од Алиекспрес? Еден збор. Еве, ајде гледачите нека се размавнат, нека ни најдат мана да видиме што не е точно од ова. И денеска знам што е потрагично. Што е денеска не слушнав говор во кој што се збори за талат. Ама нели криминалци били? Пратениците на ВМРО Имаше ДПМН. Антонио Милошовски и тоа беше најнесреќниот избор затоа што Антонио Милошовски има гласано за Талат Џафери за министар за одбрана. Тоа беше најголемата трагедија у целава приказна. Ја не знам со кој образ Антонио Милошовски денеска се појави пред целата македонска јавност да говори против Талат Џафери Каков образ, и бе? зашто Талат Џафери не можел да стане премиер на држава. Човекот кој што го гласаше Талат Џафери за министар за одбрана. Имаше еден список кој што е објавен од партијата Достоинство. Тој список е направен кога имаше големи протести у Скопје, и насилни беа тие протести против изборот на Талат Џафери за министер. Имаше луѓе бранители кои што излегуваа на телевизија, викаат тој може пукал на мене, овие го стаја министер. И еве 10 години после тоа ни се повторува историјата. Талат Џафери станува премиер на држава. И Антонио Милошевски од неговото експозе Што? најмалку експозе? најмалку Па тој- внимание обрна на Талат Џафери. Па тој не знае што Да, значи. 2-3 минути одговор од 10 Најмалку обрна внимание на Талат Џафери. Немаше други пратеници кои што збореа за Талат Џафери, против Талат Џафери. Ама имаше кои што се препукуваа со министрите од СДСМ или СДСМ или Ковачевски или не знам кој. Оно што да го кажам е дека денес покажавме дека колку повеќе се делиме по политичка линија, толку сме послаби како македонци. Значи денеска покажавме дека партиите не под ВМРО ДПМН и СДСМ не поделија до тој степен Да талјат, да молчиме да. или нашите избраници во собранието да ќутат, да не смеат да писнат кога се бира Талат Џафери за премиер, Место да трае Да тоа не 100 смеат да дена. гласаат против, човек. да не смеат да гласат против Ова е таква и трагедија. да не смеат да кажат збор против. Партија со 15 пратеници да добие премиер на државата. Ето тоа дојдов. До тоа не доведува СДС. Ова политичка поделба ВМРО ДПМН и СДСМ која што трае 30-40 години не доведе до оваа ситуација. Ја урни се државата. Скрос. Го подели македонецот Скрос. И го направи политички ирелевантен. и релевантен е. Македонецот е политички нерелевантен, се согласувам 100%. Релевантни во овој момент се албанските гласачи. Која партија од албанскиот блок ќе добие повеќе гласови, таа ќе Одлучува кој диктира ќе прави кој влада. ќе биде влада. Мене знаеш што ме интересира? Добро бе, нема ли храброст? Нема ли маштина у нив? Има. Коконес? Има. Да кажат, бе, не влегуваме у таа влада, таа е криминална влада. Ај што е УЧК влада? Него, еве криминал, нели цело време викаат дека овие се криминалци? Нели цело време пресконференции прават за тоа? Ма тој го кажа бе. Ама што не искочат од влада бе? Го збореа Што тоа. Го збореа Ама тој и зошто седна у влада. Зошто делегираат? Не делегирам бе. Го збореа и седна Не у влада. делегирам, ќе ве поведам на избори појак само. Нели 74 пратеника ќе Ти има. забораваш дека јули минатата година имаше предлог од Ковачевски да излезат дуи од влада, Мицкоски да стане премиер, да нема премиер албанец и да си иде на брзи избори. Забораваш на тоа? Не заборам. Тоа му беше понудено на Мицкоски. Мицко сака да заборавиме, ние не забораваме. Ние дека имаме Немаше, цела архива. немаше да биде Талат Џафери премиер, немаше да биде дуи у влада, ќе се обединеа македонските политички партии, тогаш власти и опозиција, СДС и ВМРО, и ќе си тераа своја програма. И Талат Џафери немаше да стане премиер на Македонија. Имаше таква понуда на масата. Мицкоски ја одби. Односно први ја прифати, па после одби. Се пишмани. Како што патем се пишмани и лаже за све. Ја предлагам тука да го погледнеме првото видео, спремно е мислам дека од режија. На тоа видео ќе го видите Мицкоски од 2022 како вика дека нема потреба воопшто од техничка влада. И ова вака. И најавува укинување на техничката влада И како ова институција. видео е одлична илустрација за тоа како Мицкоски деградира во ставовите. Значи, прво почнува со за било кое прашање. Прво почнува со најтврдиот став.
со радикалниот став. Лаже, крева очекувања и потоа постепено го намалува интензитетот на неговите ставови. За од 2022 да збори дека нема да влезат во влада или дека ќе поднесат закон или барање законска измена за укинување на техничка влада до 2024 година, во која што тој практично има учество во владата на СДСМ или во техничката влада, предводена од Талат Џафери. Без да писне. Без да писне. Не Значи, да писне. ако он по овој пример, кој што ќе видиме сега од 2022 кога е дал таа изјава, до 2024 го променил ставот од не влагаме во влада, ќе бараме со закон да се укине техничката, до влагање во влада на Талат Џафери, замислете како он ќе манипулира со ставот не може да се вгласа дека нема да гласа бугари за бугари устав. Ќе видите после избори. Подкрепим, нели вика, ќе подкрепим се. Така, значи он сега вика нема и ќе почне полека, па добро, па може би, па врт, трт, прт. Го имаме целиот таймлайн како го Ајде, денуваше пушти става. да видиме. Јас ги предизвикав. Им реков, еве нека остане Оливер Спасовски министер за внатрешни работи. Еве нека остане ново избраната министерка за труд и социјала таму каде што е. Нека останат замениците во земјоделие, во информатичко општество и администрација, во финанси. Нека останат сите таму каде што се не бараме да се сменат. И ќе понесеме закон сега од понеделник, од следната недела, веќе е подготвен законот за измени на... Нема да чекате одговор? Не, нема да чекаме, веднаш ќе понесеме во парламентот закон за измени на законот за влада, во кој што велиме еве да се избрише тоа кое што до сега го третираше техничката влада, нека се охрабри. Оливер Спасовски нели му го држи стравот на моменталниот премиер. Јас ги предизвикав, им реков, еве нека остане Оливер Спасовски министер за внатрешни работи. Еве нека остане ново избраната министерка за труд и... Да, еве и како што може да видиме, еве ќе бараме до ден денеска не се побарани тие измени во законот за укинување на техничка влада, ниту е отворена некаква дебата за тоа прашање и денес видовме дека они не смеат да писнат против Талат Џафери. Се изгласа и влегува во владата на Талат Џафери. ВМРО ДПМН е дел од владата на Талат Џафери и тоа е фактичка состојба од која што нема никакво оправдување, ниту релативизирање. И сега ќе спробаат овие што се Мицкоски нас не вика јастреби, ама неговите не се ни јастреби, чавки, Клувчиња. да го бранат со глупи тези, со Ако де, супер. да ја релативизираат ситуацијата. Ако супер. Фактичката состојба е дека денес ВМРО ДПМН стана дел од влада предводена од Талат Џафери, во која што можеше он да влезе уште лани, он да биде премиер, И без Талат. без Талат Џафери. И без Со Дуј. без Дуј во владино мнозинство. Да, ВМРО езде. Да. Беше услов само нели да изгласат Уставни измени и ќе имаше брзи и да има одма избори. ќе имаше брзи Значи, измени. може ли ние да извлечеме заклучок дека он свесно, намерно ја прави оваа штета, Види он која што е директно на штета на македонските национални интереси? знаеш што сакаш он да А направи? денеска нели ја видовме штетата по македонските национални интереси? Па ова вакво понижување. Дали не ја видовме македонците. денеска штетата по македонските национални Одма, интереси? Значи, ова е- одма на албански, првата изјава на албански. Ова е на Првото Ма не интервју. остава таа првата изјава што е на Ова суштина, извини Филип. Суштината не ја правиме момент за суштината на штетата на македонецот. Ние денеска го устоличивме во премиер човекот кој што 2001 пукаше по Филип. По мене, по тебе, по ен куп луѓе. Не стана премиер на државата на која што дигна пушка. Па тоа сам ти го кажам. Да. Зашто? Затоа што ВМРО ДПМН и СДСМ не знаат или не сакаат или немаат политичка понуда, ни едната ни другата партија и мораат преку демагоги, преку национализам, преку ширење омраза и поделба, демек тоа е комуњара тргни го, ово е ВМРО-ец небања тргни го, стигнавме до оваа ситуација. Ние да сме поделени како македонско ткиво и да не владее нормално Талат Џафери.